Добар ден и поздрав до сите ученици од второ одделение. Добре дојдовте на нашиот заеднички видео час. Јас сум наставничка Марија Јошевска и денес ќе бидам ваш водич во часот по македонски јазик. Верувам, веќе знаете дека постојат часови на кои изучуваме нови содржини. Но ученици има и часови на кои што се вежба изученото. Овој час е наменет токму за вежби во читање и поврзување зборови и реченици. Ваша задача на овој час ќе биде да бидете внимателни и да ги следите моите објаснувања и барања, а ние заеднички ќе ги постигнеме следните цели. Да разликувате глас, буква, збор, реченица. Да се оспособувате да читате зборови и реченици, совладувајќи техниката на читање. И што е многу важно, да се поттикнувате за љубов кон читањето. Секој од вас, ученици, ќе научи да чита. А кога тоа ќе се случи, читањето, верувајте, ќе ви овозможи многу работи. Ќе се запознавате со различни содржини од различни текстови кои се поѓаат во раскази, басни, сказни, бајки. Ќе ги откривате убавините во светот на приказните, преку сликовниците, книгите, лектирните дела, но ќе развивате и сопствено мислење, читајќи интересни содржини во енциклопедиите. Ајде да се потсетиме што беше тоа глас, буква, збор и реченица. Секој глас треба да го изговорите гласно. А, с, о, з, и, е. Гласовите што ги изговараме, ги запишуваме со знаци. Верувам, знаете дека тие знаци се викаат букви. С, А, М. Неколку букви, правилно подредени, формираат збор. Сам. Повторно ќе го прочитам збор. Сам. Повеќе зборови, правилно подредени, создаваат реченица. Топката ја носам сам. Бидете внимателни и слушнете ме уште еднаш. Топката ја носам сам. Сега ќе ве замолам вие истото да го направите. Бидете внимателни, сконцентрирани и прочитајте реченицата со црвена боја. Ајде сега да повториме кои букви последни сме ги изучиле. И на тој начин ќе прочитаме неколку зборови во кои што се содржат тие букви. Ваша задача ќе биде, како што гледате која буква излегува на екранот, гласно изговорете ја. Знаеш дека ова е буквата К. Ајде да видиме буквата К во кои зборови се сретнува. Компир, стакло, сок. Ајде
Ајде заедно тоа да го направиме. Компир, стакло, сок. Во ред, одиме на следната буква. Погоди. Ова е буквата Ќ. Неја ја има во следните зборови. Ќумур, куќа, ноќ. Ајде заедно. Ќумур, куќа, ноќ. Точно, сигурно ја кажа буквата Г. Горан бега рог. Ајде заедно да го направиме тоа. Горан бега рог. И последната, четврта буква, сигурно ја кажавте Ѓ, бидејќи многу ви личи на буквата Г. Ајде да видиме кои зборови ја содржат оваа буква. Ќеврек, туѓа, глеđ. Заедно да ги прочитаме зборчињата. Ќеврек, туѓа, глеđ. Откако прочитавме неколку зборови со последно изучените букви, сега наша задача ученици ќе биде да вежбаме читање реченици, но овој пат со сите изучени букви. Како тоа ќе го направим? Најпрво, јас ќе ја прочитам реченицата, а потоа ќе оставам простор вие истото да го направите. Ѓурѓина и Гордана носат ќердани. Ајде сега вие на глас, убаво, прочитајте ги зборовите од првата реченица. Сега е на ред втората реченица. Кире има нова гума. Сега вие сте на ред. И уште една реченица. Коста и Ќамил купуваат костени. Ајде, пара идоте на вас. Така, ученици, сега уште еднаш јас ќе ги прочитам сите три реченици и на тој начин ќе се потсетиме на нивната содржина. Бидете внимателни. Ѓурѓина и Гордана носат ќердани. Кире има нова гума. Коста и Ќамил купуваат костени. Како и секој час, ученици, и овој завршува со домашна задача. Читањето е процес
кој што треба постојано да се вешба. Ваша домашна задача за денес ќе биде да го прочитате текстот роден ден, што се наоѓа на страна 50 во учебникот по македонски јазик, веднаш после буквите К, Ќ, Г и Ѓ. Сигурно се прашувате колку пати да го прочитате текстот, но овој пат јас тоа нема да ви го кажам, туку ќе оставам самите да процените и да го прочитате онолку пати колку што самите ќе бидете задоволни од прочитаното. Сега ве поздравувам и ви посакувам успешна и пријатна работа, читајќи две поговорки поврзани со книгата. Првата. Книгата е сон што го држиш во раце. И втората. Прочитаната книга е богатство. Довидување, ученици!